Добар ден, јас сум Марина Крстич и предавам класична култура во европската цивилизација во 6-то одделение во двете основни училишта во Куманово, Крстен Мисликов и Очораце. Денеска ќе зборуваме за наставната содржина образование во Рим, односно третиот дел од целокупната наставна содржина на образование. Целите на часот би ни биле да се запознаеме со начинот на образование и воспитание во Рим, потоа да го согледаме развојот на, односно процесот на развивање на образованието од Хелада, Рим па до денеска. И еве ви е дадена мапа тука на античкиот Рим. Може да видите дека ова е мапа всушност на целата Римска империја, кај се римјанинот завладеал и кај се го наметнал начинот на образование како што мислел дека треба. Инаку Рим е точно во средина на мапата кај што се наоѓа императорот, подвечен е, може да го видите. Сега почнуваме со образование во Рим. Не се знае точно кога, но во втори век пред наша ера имаме записи дека имало државни училишта кои што се наоѓале на плоштадот околу форумот и тоа биле мали квадратни простори во кои што дечињата до 7-8 дечиња, може би 10, присуствувале на часовите со неколку реда на столчиња и на клупи. Обично наставникот седел на поголемо столче, како и тука што е прикажано на сликата. До 7 годишна возраст, дечињата биле оставани на грижа на нивните мајки, па кога станало после модерно да се има дадилка, они најмувале и дадилки, ама внимавале да билката која ја најмувале да била некоја тетка немажена од страна на нивната фамилија, зашто многу било битно за римјаните децата да научат да зборуваат на чист латински јазик. Никако не смееле да научат да зборуваат со нечист латински, бидејќи во Рим имало многу робови, имало многу доселеници од најразлични места, за да не се мешат, за да не се квари чистотата на латинскиот јазик, детето до поаѓање на училиште учело чист латински јазик. Сега, од 7 години до 12 години дечињата оделе во училишта кои што се викале школа. За прв пат терминот школа е воведен тука во римскиот образовен процес. Сите деца, богати, сиромашни, машки, женски, морале да одат во таквите школи и таму во школа учеле читање, пишување и сметање кај учител што се викал граматикус. Он бил задолжен за нивното општо образование на читање, пишување, сметање. Инаку дечињата оделе во училиште од октомври до јули. Така да може да направиме некаква паралела, еден месец плюс минус во однос на нашето одење на училиште. Еве ни приказ на граматикус како седи на трон, дечињата пишувале на восточни таблички претежно, читале од роми, од цвитоци, од папирус, како што може да гледаме од приложеното, измешани машки и женски, богати и сиромашни, до 12 годишна возраст. Исто така, по примерот на хелените, ова доста интересно, они секогаш се угледувале на хелените. По примерот на хелените, граматикусот ги терал дечињата да ја научат на памет Ајнеида од Вергили. Нели хелените ја учеле Илијада и Одисеја од Хомер, епа римските дечиња ја учеле Ајнеида од Вергили. Веќе до 12 години им завршувало образованието, дечињата, оние што биле посиромашни, тука им престанувало образованието, а оние побогатите момчиња продолжувале во така наречени реторски школи. Момчињата секогаш, побогатите момчиња, кои сакале, чии што татковци сакале, нивните синови да продолжат после во сенат, во војска и така натака, да градат конзулска некоја кариера политичка, морале да одат во реторски школи. Реторските школи биле предвидени само за богати момчиња и обавезно професорот, како што гледаме тука на слики, професорот кој што ги учел се викал ретор, најчесто тоа бил некој хелен, учеле реторика, учеле говорништво, односно практицирале начин на манипулирање со зборување. Исто така учеле и старогрчки јазик, оти римјаните сметале дека децата треба да знаат старогрчки јазик, затоа што тоа во антиката бил јазикот на интелектуала. Покрај нивниот латински, римјаните учеле и старогрчки јазик. Откако ќе изучеле реторика, односно начин на говорење, манипулирање со зборување, биле праќани во војска, биле праќани во после тоа кога ќе соберат медали, признанија, кога ќе освојат територија, ќе имаат искуство со
други луѓе со разни ситуации ќе се вратат во Рим и влегуваат во служба на Сенат, на конзул и така натаму. Веќе влегуваат во политика, имале појдовна точка за да влезат и да го раководат Рим. Сега, побогатите девојчиња пак го продолжувале своето образование, ама дома. И тие имале по-либерално образование, приватно го продолжувале, но мислим доаѓале учителите дома и по-темелно образование имале. Они не учеле само говорништво, туку учеле филозофија, учеле музика, учеле поезија. И тие таквите побогати девојки всушност утре ќе станат темел на римското општество, тие ќе го владеат Рим во сенка на своите мажи. А оние што биле, например, посиромашни дечиња, момчиња и девојчиња, продолжувале да работат. Или работеле на нива или на пазар, зависно што се барало од нив. Во однос на образованието на момчињата и девојчињата на Рим, тука ни завршува часот, ова е мала кратка лекција. Сакам да направите паралела со образованието како било во Рим и она како што е денеска, дали има сличности и разлики, што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа во однос на минатото и она што е сега и така натака. И нормално за подетални информации кои сака да дознае, имате еве линк тука што ви е ставен, а може да ги прашате и вашите наставници и они ќе ви одговорат така. До следно видување. До гледање.